Ова е редовниот термин за најновите информации на К1 телевизија. Што се денеска беше актуелно и се случуваше во Вардарскот и Квешкиот регион Македонија, светот и спортот, ќе погледнете по најавите. Јас сум Катерина Нацева, останете со нас. Сообраќајна несреќа на автопатската делница Веле-Скопје, 27 лица повредени. Трајкова, дали СДСМ парите наменети за покачување на пензиите на пензионерите ќе ги троши за партиски вработувања? Српската амбасада во Скопје празна, Србија ги повлече дипломатите од Македонија. Потресни исповеди денеска на социјалните мрежи можеа да се прочитаат од очевидци на сообраќајната несреќа која вчера вечер се случи на автопатската делница Веле-Скопје. Станува збор за македонски автобус кој се враќал од Грција кон Скопје, кој во даден момент изгубил контрола и излетал од коловозот. Во несреќата 26 лица се повредени, а едно лице го загуби животот. Нашите колеги Дијана Иванова и Никола Василковски беа на лице место на несреќата. Страшна сообраќајна несреќа се случи вчера вечер на автопатската делница Веле-Скопје. Автобусот за сега непознати причини излета од патот. Едно лице го загуби животот, а 27 се повредени, од кои 4 со тешки повреди. Фотографиите од случајните минувачи објавени на социјалните мрежи, но инсертите кои што ги направивме доцна синоќа, говорат за тешката несреќа која се случила кај местноста викано Кула. Покрај екипи на итната медицинска служба од Веле, Свети Николе, Штип, Скопје и Куманово, на повредените помош им пружили случајни минувачи. До клиника во Скопје дел од повредените биле пренесени со приватни автомобили. Во Велешката болница биле донесени 9 повредени пациенти. Потешко повредените препратени се на лекување во Скопје. Тројца се пратени на скопските клиники, бидејќи една е со селска фрактура на ребри, контузија на белите дробови, другата е со абдоминални потешкоти и руптура на внатрешен орган во абдомен, а другото е девојче на 9 години со повреда на главата, со повеќе посекотини на главата и семи ампутација на левиот горен екстремитет. Здравствената состојба на повредените се подобрува. Сложената операција на хирурзите за спасување на раката на 9-годишно девојче завршила успешно, вели министерот Аравари. За жал, само една жена вчера им починала, и тоа со тешки повреди во градниот кош. Ние како Министерство за здравство би им изразиле, значи, сочувство на семејството и се надеваме дека сите други болни што се примени тука, 4 пациенти се во градска болница, 1 пациент е во 8 септември во градска општа болница и 5 пациенти се во Велес. Со сите директори лично сум во контакт и сите пациенти за сега се во стабилна состојба. Причините зашто возачот наеднаш го променил правецот и излетел од патот за сега се непознати. Увидот ќе го даде одговорот. Јавен обвинител и денеска е на местото на настанот. Оттаму преку соопштение информираат дека со оглед на тоа што синоќа временските услови и видливоста на теренот не дозволуваа увидот целосно да биде завршен. Локацијата се обезбедуваше во текот на ноќта, а увидот продолжи денеска со прибирање на материјални траги од внатрешноста на автобусот. Денеска се врши вонреден технички преглед на возилото. Патниците во автобусот се македонски државјани и се враќале од летување во Грција. Туристичката агенција Савана, преку која летувале, преку соопштение изрази сочувство кон семејството на починатата патничка, но и надеж за брзо закрепнување и побрзо оздравување на повредените патници. Санирано е свлечиштето во кавадаречкото село Ваташа. За 2 години локалната самоуправа успеа да го санира овој проблем, кој предизвика големи материјални штети на 2 семејства кои живеат во овој дел на Ваташа поради поројните дождови во 2015 година. Вкупната инвестиција за овој зафат изнесува 4,5 милиони денари. Мартина Митков ги има деталите.
Решен е проблемот со свлечиштето во Ваташа. Градежните работи се веќе завршени, а безбедноста на жителите околу овој дел е поголема. За 2 години локалната самоуправа успеа да го санира овој проблем, кој предизвика големи материјални штети на 2 семејства кои живееа во овој дел на Ваташа, поради поројните дождови во 2015 година. Вкупната инвестиција за овој зафат изнесува 4,5 милиони денари, вклучувајќи ја изработката на документацијата и самата интервенција. За оваа работа да ја завршивме, потрошивме околу 2 милиона денари само да извршиме одредени испитувања, геолошки испитувања, кои што ги изврши градежниот факултет и кои што ни ги предложи овие решенија. Ова е фактички првата локација на која што действувавме и за која што потрошивме околу 2,5 милиона денари. Меѓутоа, понатаму остануваат и уште многу други локации, односно уште 2 до 3 локации кои што со чија што интервенција би го стабилизирале комплетно просторот. Овде подпорни ѕидови не се предвидени, туку со скалесто разделување на земјиштето, стручни лица од градежниот факултет предвиделе дека земјиштето повеќе нема да предизвика штети или пак еколошка катастрофа. Еве, со задоволство може да констатирам дека веќе се завршени градежните работи и семејството кое што беше на некој начин отсутно и мораше да се исели од куќата која што е одма под свлечиштето, може да се врати и да има гаранција дека навистина е стабилизирана подлогата и дека ќе можат да живеат редовен живот како и сите други во Кавадарци. Во Кавадарци и околината се регистрирани уште неколку свлечишта. Лизгање на земјиштето има кај манастирот Свети Никола, кај местноста Моклиште, од десната страна на реката Луда Мара на улицата 25 мај и на потегот помеѓу населените места Глишич и Марена. Локалната самоуправа ќе продолжи со решавање на проблемот на сите свлечишта во Кавадарци, најави Панов. Нова промена во цената на нафтените деривати. Еуро Супер БС 98 се зголемува за половина денар, а цената на Еуро Суперот БС 95 и на Еуро Дизелот останува иста, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. За половина динар поскапува Еуро Супер БС 98, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Цената на бензинот и дизелот останува иста. Согласно новата одлука, цената на Еуро Супер БС 95 ќе биде 62 денари за литар, а на дизелот 48 денари за литар. Новата малопродажна цена на Еуро Суперот БС 98 ќе изнесува 64 денари за литар. Екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 0,50 денари за литар, а мазотот М1ХЦ се намалува за 0,204 денари за килограм и тој ќе се купува по цена од 23,993 денари за килограм. Регулаторната комисија за енергетика информира дека со новата одлука се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати за 0,25% во однос на рафинериските и малопродажните цени утврдени на 8 август. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатиот 40-дневен период била за 0,33% повисока, а курсот на динарот бил понизок во однос на доларот. $13 за Смедеревка и 15 денари за Вранец да биде откупната цена за килограм грози од овие сорти, побараа лозарите од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Лјупчо Николовски. А со зголемувањето на шеќерните единици да расте и откупната цена, барат лозарите. Тие на денешната средба со министерот побараа и намалување на надоместокот за водарина, како и засилени инспекцијски контроли на откупните пунктови. Сите барања на лозарите ќе бидат внимателно и детално разгледани со цел да се најде соодветно решение. Ќе се направат анализи на изводот, но и на барањето за намалување на надоместокот за водарина, рече министерот на средбата. Според тоа, дека производството се одвива на непроменливи површини, реално да се очекува дека вкупното производство на трпезно и винско грозје во Република Македонија ќе се движи околу 180.000 тони. Треба да се очекува и намалено производство на вино од реколтата 2017 година, односно постигнување на ниво меѓу 70 и 90 милиони литри, стои во соопштението од Министерството за земјоделство. Минатата недела министерот Николовски ја
одржа и првата средба со винарите. Тие укажаа дека имаат залихи, но дека проблеми со откупот нема да има, бидејќи родот е помало од лани и ќе може да биде превземен во целост. Во однос на цените нагласија дека се пазарна категорија и дека веројатно ќе биде достигнато, но не и надминато минатогодишното ниво, со оглед дека квалитетот на грозјето е многу послаб. Според податоците кои деновиве излегува во медиумите и кои ги потврди владата на Зоран Заев, пензионерите оваа година нема да го добијат планираното зголемување на пензиите од 5%. Околу 10.000 пензионери од Велес на сопствена кожа ќе ја почувствуваат неодговорната политика и неспособноста на владата на СДСМ. Со ваква реакција излегува денеска Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Велес. Пензионерите повторно се измамени. Ваква е реакцијата на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН по однос на најавеното покачување на пензиите. Оттаму велат дека околу 10.000 пензионери од Велес на сопствена кожа ќе ја почувствуваат неодговорната политика и неспособноста на власта на СДСМ. Пензионерите оваа година нема да го добијат планираното зголемување од 5%, вели Нада Трајкова. Тоа значи кратење на пензиите за речиси 500 денари месечно. На годишно ниво, наместо пензионерите во просек да добијат околу 8.000 денари, повеќе тие со владата на СДС ќе добијат само 2.160 денари, што е кратење за над 5.800 денари. Трајкова потенцира дека концептот на СДСМ е побогатите пензионери да добиваат повеќе, посиромашните помалку. Дека оние што земаат највисоки пензии ќе добиваат 500 денари зголемување, а оние што имаат најниски пензии ќе добијат само 120 денари зголемување. За споредба, владата на ВМРО ДПМН во декември 2016 година ги покачи сите пензии подеднакво, и најниските и највисоките добија исто зголемување за 620 денари. Трајкова прашува зашто ќе бидат потрошени парите кои што беа наменети за зголемување на пензиите. Зашто ќе се користат овие пари кои наместо да ги добијат пензионерите, сега ќе одат во нечии други џебови или сметки? Дали парите кои беа планирани за зголемување на пензиите ќе ги искористите за нови вработувања на роднини на раководството на СДС и партиски послушници? Трајкова вели дека токму поради ова на престојните локални избори, белешките пензионери ќе ја казнат СДСМ. Пензионерите знаеле дека ВМРО ДПМН им обезбедува бесплатна климатска рехабилитација, бесплатен викенд, бесплатен воз 2 пати во месецот и така натаму, рече Трајкова. Од денеска течат роковите кои со закон се предвидени за собирање на потписи за листи на независни кандидати за советници и градоначалници, кои ќе трае до 4 септември. Политичките партии своите листи на кандидати треба да ги поднесат најдоцна до 9 септември. Изборната кампања почнува на 25 септември, а завршува на 13 октомври на полноќ. Државната изборна комисија најавен увид го стави и избирачкиот список. Од денеска па се до 9 септември најавен увид Државната изборна комисија го стави избирачкиот список за локалните избори, кои треба да се одржат на 15 октомври годинава. Вкупниот број на гласачи според сегашниот избирачки список е 1.816.127 гласачи, а во него не се внесени 11.346 граѓани. Најголем број од лицата кои не се впишани во списокот, 7.017, немаат живеалишта. Дел се избришани од подрачните одделенија по основ на смрт. Нераспределени има 1.418 лица и на 672 им е регистрирано поништено живеалиште, а како причина зашто овие лица ги нема во списокот се наведуваат и одземена деловна способност, отпуст од државјанството или избришани со акцијата за бришење. Членовите на Државната изборна комисија на вчерашната седница истакнаа дека презентираните бројки не се во конечна форма на избирачкиот список. Според Државната изборна комисија, повторно ќе се проверуваат сите лица, бидејќи бројот на гласачите од МВР и Државниот завод за статистика не се совпаѓа. Според роковите за локалните избори, најдоцна до денеска, политичките партии треба да ги достават предлозите за членови на избирачките одбори и нивните заменици.
Вчера вечер официјално беше отворена меѓународната ликовна колонија Кавадарци Михајлово 2017. На неа учество ќе земат повеќе од 60 реномирани автори од земјава и странство. Истата е посветена на познатиот кавадаречки и македонски ликовен уметник Ристо Соколов Сокол. По 23-ти пат започна одржувањето на ликовната колонија Кавадарци Михајлово 2017. Повеќе од 60 на ликовни уметници од земјава и странство во наредните 6 дена ќе творат и ќе оставаат трајни белези на своите платна. Официјално од вчера вечер беше крената завесата на ликовната колонија, која е во организација на Домот на културата Иван Мазов Климе, а под покровителство на општина Кавадарци. Често пати потешко е да се дојде до идеја и да се нешто побара квалитетно, како што е овој настан, отколку да се обезбедат финансии. Секако дека посредно или директно треба да се заблагодариме на Советот, бидејќи обезбеди финансии, односно локалната самоуправа преку одлуката на Советот кој што обезбеди финансии, да се представиме овие 6 дена како добри домаќини на многу учесници од Европа, а еве како што видовте имаме и од Азија и од другите континенти. Ликовната колонија Кавадарци Михајлово 2017 годинава е посветена на прерано починатиот кавадаречки уметник Ристо Соколов Сокол, а во рамки на истата е и меѓународниот фестивал на фолклорот, на кој ќе се представат учесници од 7 земји. Според директорот на Домот на културата, колонијата е една од најдобрите во Европа, зашто сведочат годините, бројните уметници и ликовните дела кои ги оставиле во трајна собственост на градот Кавадарци. Цела година се припремаме за овој настан и мислам дека еве ова вечер докажавме дека тоа што го обечавме и го направиме. Кавадарци е горд затоа што мислам дека е единствена колонија начинот на кој што е организирано ова. Значи не е колонија само по себе да се соберат уметници и безшумно да почнат да работат. Значи ние еве вечерва направивме отварање на изложба на еден од авторите учесници на колонијата. Отвараме свечено отварање на оваа колонија со еден спектакуларен рок концерт. Како увертира на оваа манифестација беше отворена самостојна изложба на Маријана Костојчиновска Узунчева, една од учесничките во колонијата. Станува збор за современа македонска уметничка со една несекојдневна изложба, ликовен педагог и влюбеник во научната фантастика. Многу е интересно за мене кога патував наваму пейзажот што е во овој дел од регион во Македонија, каде што јас воопшто не сум била, е многу смирувачки. Навистина се гледа зошто луѓето се толку смирени во Кавадарци. Чест ми е навистина и сум благодарна на вас заради тоа што ја отварам колонијата со мојата изложба. Во рамки на овој традиционален културен настан ќе се одржуваат лепеза на настани, ќе бидат отворени уште 2 ликовни изложби на 22 и 25 август, а на свеченото затворање, кое ќе се одржи на 26 овој месец, ќе бидат изложени новонасликаните дела од страна на сите уметници. Граѓанската иницијатива Будење Гевгелија се спротивставува на идејата за населување на мигранти во општината. Согласно член 3 став 3 од Законот за референдум и други облици за непосредно изјаснување на граѓаните, покренуваме граѓанска иницијатива за распишување на референдум на локално ниво против населување на бегалци и мигранти, велат од граѓанската иницијатива. Да ја спречиме иницијативата на владата на СДСМ за населување на мигранти, бидејќи по нивно доселување нема да биде ништо исто. Доселувањето значи намалување на платите и ефтина работна сила, губење на работни места и нови оштетувања. Наместо трошење пари за нови училишта, градинки, паркови и игралишта, ќе се трошат пари за станови и куќи за мигрантите, помалку пари за пензии и социјална помош. Со тоа ќе се зголеми и криминалот и небезбедни градови, велат од иницијативата. Продолжуваме со вести од земјава. Најверојатно можната македонска поддршка за зачленување на Косово во УНЕСКО е причина Република Србија да одлучи вчера вечер да ги повлече своите дипломати и вработените во амбасадата на Република Србија во Република Македонија. Спутник, повикувајќи се на своји добро информирани извори, пишува дека македонската влада подготвила предлог за поддршка за зачленување на Косово во УНЕСКО. Агенцијата Тањук пренесува изјава на српската премиерка Ана Брнабиќ по повод ситуацијата со амбасадата на Србија во Македонија, во која таа вели дека не станува збор за мала работа.
Како што пренесуваат српските медиуми, председателот Александар Вучиќ изјавил дека причина за повлекување на персоналот од амбасадата во Скопје е што тие од надлежните разузнавачки органи добиле доволно докази за многу офанзивно делување против органи и институции на Србија. Македонското министерство за надворешни работи се уште нема официјална информација од Белград зошто се повлечени дипломатите и вработените од амбасадата на Србија во Скопје. Од владата преку соопштение информираат дека Република Македонија развива пријателски односи со сите соседни земји. По Гевгелија Богданци Дојран, во Ландово беше четвртата општина која организираше референдум на кој жителите на општината со право на глас се изјаснуваа за отварање на рудници за работата на комплексот Казандол. Поради неисполнување на законскиот цензус, референдумот во Ландово е неуспешен. На 24 гласачки места не се појавиле 50 плюс 1 граѓанин со право на глас, а во оваа општина правото на глас според единствениот избирачки список го имаат 10.141 граѓанин. Од граѓанската иницијатива Спас за Ландово, кои се иницијатори на референдумското изјаснување, се сомневаат во притисоци кон граѓаните со цел тие да не се појават на гласачките места. Нов терористички напад во Франција. Најмалку едно лице загина откако комбе со полна брзина влета на автобуска станица во францускиот град Марсеј. Западните медиуми пренесуваат дека претходно во другиот дел на градот исто така имало обид за влетување на автомобил врз група пешаци, но засега нема информации за жртви. Вести од светот. Во интервју за германскиот весник Welt am Sonntag, шефот на австриската дипломатија Себастијан Курц потенцира дека Австрија нема да трпи мешање во своите внатрешни работи од страна на турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган и неговите министри. Ердоган се обидува да ги искористи граѓаните од турско потекло, особено во Германија и во Австрија, за да го поларизира општеството и конфликтите да ги префрли од Турција во Европската Унија, потенцирал Курц. Минатата недела турскиот претседател водечките политички партии во Германија ги нарекол непријатели на Турција и повторно турците во Германија ги повикал да не гласаат ниту за демохристијаните, ниту за социјалдемократите, ниту за зелените, за како што кажал да им даде лекција за време на парламентарните избори. Петнаесет пожари избиле во текот на минатата ноќе во Далмација во реонот на Бенковац, за кои постои сомнеш дека се подметнати. Активни се уште 3 пожари, а во гаснењето учествува и војската. Дуваат силни ветрови и го отежнуваат гаснењето. 3-4 пожари во подрачјето на Бенковац ги загрозуваат куќите. Утрово добивме помош од воено-воздухопловните сили, па сега гаснењето ќе биде полесно. На помош пристигна е околу 17 војници, а ќе помогнат и пожарникари од другите жупании, изјави главниот командир на пожарникарската служба во Задарската жупанија Желко Шоша. Според него утринава во гаснењето учествувале 4 канадери и 4 ер трактори кои помогнале да се смири ситуацијата. Повеќе пожари избиле и долж магистралата, а огнот представува закана за куќите и сообраќајот. Пожарникарски и полициски екипи во моментот се наоѓаат на терен, а се претпоставува дека пожарите се подметнати. Железничка несреќа во Лондон. Последниот вагон од патничкиот воз кој се движел на релација од Лондон до крајниот запад на Англија излетал од шините. Во несреќата повредени нема. Интервенирале спасувачките екипи кои ги извлекле патниците од заробениот вагон. Властите отвориле истрага за несреќата поради која 2 перона од фреквентната станица Пандингтон известен период биле затворени за сообраќај. Денеска имаме променливо облачно и нестабилно време со повремени врнежи од порен дожд и грмежи и засилен ветер вдолж повардарието и кон истокот. Утринската температура се движеше во интервал од 12 до 21, а дневната од 20 до 29 степени.
Дневникот ќе го завршиме со интересна информација. Природен феномен се случува денеска во Соединетите Американски држави. Станува збор за целосно сончево затемнување. Претходното затемнување можело да се наблюдува само од Хаваите. Со овој прилог го завршуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно. Природен феномен денеска во Соединетите Американски држави. Од западниот па се до источниот брег, целосно сончево затемнување. Интересот за овој феномен е голем, бидејќи денешното целосно сончево затемнување е прво над Соединетите Американски држави во 21 век. Претходно можело да се наблюдува само од Хаваите. Над континенталните држави целосно затемнување немало во последните 38 години, но и тогаш било само над северозападниот дел од земјата. Целосно затемнување кое минува над целата држава е многу ретка појава и последен пат се случило на 8 јуни 1918 година. Доколку не биде облачно, Линколн Бич во Орегон ќе биде првиот континентален американски град каде ќе може да се види целосно затемнување во 10:16 часот по локално време или 17:16 часот по Гринич. Сенката ќе премине преку 14 држави, а незината широчина ќе изнесува околу 113 километри. Оваа несекојдневна појава ќе заврши во 14 часот и 48 минути по локално време или 18:48 минути по Гринич над Јужна Каролина.